Пред мене, гледай си напред. Свои там не взимай гражданство. Ама не може сега. Дојдовте во Берово, градот домаќин, градот кој за последните 2 години направи голем напредок во вашата спортска дисциплина. Го свртевте вниманието на цела Македонија, па и на пошироко. И ние се гордеме посебно што вие го прифативте нашето спонзорство. И ние се гордеме со вас, а и вие можете да се гордеете со нашата фирма, кој исто така на Балканските простори е лидер во нашата бранша. Ние сакаме посебно да ви дадеме до знање дека ние бланко стоиме за вашите напори и во секој момент рачунете бланко на сите наши потенцијали кои може да бидат во служба на вашиот спорт и посебно да ви благодарам на вашите учители, тренери, вашите, како да кажам, заслужени кои се за вашиот спорт посебно ангажираат и го гледам и се посебно не благодаруваме како фирма на нив дека гледаме заеднички да направиме од вас лидери во тој спорт. Уште еднаш благодарам, успех, среќно и да се гледаме повеќе пати во Берово. Пимпогарската федерација на Северна Македонија, еве да се изразам така, чест гостин во Берово. Гостин во смисла на организирање на поголем број на настани кои што со добра, да кажам, со добра намера и со добра цел се дадени на организација во Берово. Имаме еден од најбрзо растечките клубови тука во Берово, ППК Берово Зегин, со добра инфраструктура, со добра организација, клуб кој што ја добива поддршката и од општинските власти и посебно еве ќе споменам уште сега од собственикот на реномираното фармацевско друштво Зегин, господинот Благоја Механџиски, така да тука ги имаме како федерација сите неопходни инфраструктурни услови да организираме настани, а денеска сме тука во посета на репрезентативен камп каде што најдобрите млади репрезентативци тренираат и се спремаат за престоечките регионални, европски и светски шампионати. Така да после можам да кажам доста напорниот национален систем на надпревари кој што течеше во текот на целата сезона, веќе сме при крај, веќе костурите на репрезентациите се младинските и сениорските репрезентации се гледаат, така да по избор на селекторот најдобрите репрезентативци се тука со некои мали отсуства главно заради школската сезона, но и со присуство на повеќе талентирани деца кои што ќе бидат иднината на пинг-понгот. Имаме неколку дневни, скоро цела недела подготвителни активности тука и се надеваме веќе утре последниот ден репрезентативците ќе излетат уште поспремни за престоечките настани. Денеска имавме едно така по настан на доделување на најдобрите медали пехари, на најдобрите учесници во националниот систем на надпревари, на топ 8 надпреварите во младинските категории. Ја искористивме ова шанса бидејќи младите играчи беа тука, така да на еден поформален начин и со една дружба, ручек кој што беше обезбеден да им ги доделиме наградите денеска овде. ППК Берово Зегин, јас спомнав и на почетокот, тоа се работи за клуб кој што од наша страна како федерација класифициран за најбрзо растечки клуб, за мал, да кажам, за краток период се појавија со прво и со квантитет, а потоа и со преку грануларност добивме младински репрезентативци, така да денеска, како само за пример, еве во пионерска, во постари пионери до 15 години, во женска категорија имаме надпреварувачки Изабела Ковачевска која што е на прво место, еве како примери во машка категорија во помладите пионери до 12 години, Кристијан Каламадевски, исто член на ППК Берово, во женска категорија до 12 години, Моника Стајковска, така да нема ништо спорно, значи Берово за нас е сега во моментот како вистински расадник на квалитетни играчки, од кои што на долг и среден рок најверојатно ќе
и ќе представуваат костур на сите репрезентации, така да денеска и го искористивме на овие млади играчи да им ги доделиме овие обележија како за најдобрите играчи во текот на ова надпреварувачка сезона. Кога прв пат пред една година дојдов во Берово и го видов релативно новиот пинг-понгарски клуб ППК Берово Зеген и бевме воодушевени од големиот број на дечиња со каква љубов и голем интерес го негуваат овој спорт благодарение на нивните тренери Ковачевски, Јован и Кик и Кеки. Така да ни јас како селектор и останатите тренери од репрезентацијата рековме да дадеме допринос на овој клуб во кој гледаме големи потенцијали, доста квалитетни дечиња кои едноставно имаат голема желба за надпревар. Јас како селектор ги селектирав најталентираните, најдобрите и секако оние кои постигнаа одлични резултати. Можам веќе на почетокот од мојата изјава да кажем дека во сите категории младински Берово е убедливо најдобар. Почнувајќи во најмалата категорија до 12 години, во женска конкуренција Моника Стајковска ги освојува сите пехари и е веќе репрезентативка и многу очекуваме од неа и ќе вложуваме и ние како репрезентација и општо градот Берово и Зегин. Понатаму најдобар во конкуренција до 12 години е Кристијан Кико Каламадевски, кој буквално е неприкосновен и во неговата категорија до 12 години и се надевам дека со неговиот раскошен талент и неговата прекрасна игра понатаму ќе освојува уште многу први места и ќе постепено напредува и во подобрите категории. Кога се работи за категорија кадети и кадетки, овде се наоѓаме во една ситуација каде што убедливо е најдобра Ковачовска Изабела. Дете кое за многу кратко време ги помина сите категории, ги помина сите подготвителни периоди, припреми сите тестови, сите програми и веќе за многу кратко време почна да доминира во категорија до 15 години и таа веќе е апсолутен шампион во оваа категорија. И затоа заслужува токму во наредниот период во рок од само 3-4 недели да учествува на медитеранските игри во Римини, во Италија, кои ќе се одржат од 17 до 21 јуни. Потоа веднаш продолжува на Балканското првенство во Албена, кој ќе се одржи од 22 до 26 јуни и после една недела на Европското првенство во Белград од 10 јули до 15 јули.